Благодарам, почитувам председателе. Почитувани колеги, накратко сакам да се осврнам со еден краток поглед околу значењето и суштината на Законот за земјоделско земјиште, кој што всушност представува еден од столбовите на земјоделскиот сектор покрај Законот за земјоделство и рурален развој како устав на земјоделството во Република Македонија, кое што располага со отприлика 210.000 хектари обработлива земјоделска површина која е во државна собственост, а останатите површини од отприлика 300.000 хектари се во приватна собственост, што на некој начин представува предност за Република Македонија со оглед на тоа што македонските земјоделци имаат пракса на обработување на собствена земја. Истовремено, согласно принципите на државите кои сериозно го развиваат земјоделскиот сектор, владата на Република Македонија во изминатите 8 години започна со распределба на преостанатото расположливо државно земјоделско земјиште како ограничен ресурс од неколку аспекти и со посебни цели. Прво, од социјален аспект, заради тоа што се ангажира работно способно население во земјоделското производство, се запира и се успорува миграцијата село-град, се развиваат руралните неразвиени места, се ангажираат работници кои ги имаат загубено работните места по основ на неправедната приватизација на стопанските капацитети или уништувањето на земјоделско-индустријските комбинати. Економскиот фактор е тој кој што придонесува за развивање на исклучително важен сектор за македонската економија, кој дополнително врзува сектори вклучени во обработката на земјоделското земјиште, во преработката на земјоделските производи и производството на прехранбени производи, финансискиот аспект со кој што се остварува доход, односно приход од обработувањето на земјоделското земјиште и секако пазарниот аспект со кој што се задоволува потребите на населението во Република Македонија за прехранбени земјоделски производи. За остварување на овие цели, владата на Република Македонија спроведе политика во распределбата на државното земјоделско земјиште, кое во согласност со општо прифатените меѓународни пракси и искуства, но и според научно изградената методологија, го помина својот природен пат во неколку фази. Првата фаза е доделување на државното земјоделско земјиште на продолжување на социјално најранливите категории на граѓани кои што единствената екзистенција имаат, односно е најдоа во обработувањето на земјоделското земјиште. Втората фаза е распределба на државното земјоделско земјиште со склучување на договори за закуп на период од 5 години со можност тој договор да се продолжи под истоветни услови како во основниот договор. Третата фаза е распределба на државното земјоделско земјиште со површина до 10, односно повеќе од 10 хектари, со склучување на договора за закуп на подолг временски период во зависност од културата која ќе се одгледува, во зависност од програмата која што ја доставува самиот апликант. Ако станува збор за едногодишни култури до 15 години, ако станува збор за повеќе годишни култури до 30 години користење под концесија на државно земјоделско земјиште. И всушност предложениот закон за земјоделско земјиште се однесува токму на третата фаза за начинот на распределба на државното земјоделско земјиште, а четвртата фаза е продажба на државното земјоделско земјиште, зашто токму собранието минатата година и донесе посебен закон. Сакам да се задржи на следното, дека во изминатите години владата преку распишаните јавни огласи за доделување на државно земјоделско земјиште до 10 хектари склучи над 7700 договори со земјоделски производители, при што се распределени 66.000 хектари државно земјоделско земјиште. Често пати во собраниската расправа, особено во надзорната расправа на матичната собраниска комисија, која што за жал остана незавршена, е потенцирано дека претходната влада за краток период по долгогодишен закуп со договори со неразумни услови и штетни обврски подели или подобро кажано поклони над 94.000 хектари државна земјоделска површина на само 412 физички или правни лица. Имаме од една страна 66.000 хектари на 7.700 земјоделци, а од друга страна 94.000 хектари на само 412 лица.
Истовремено преку посебна програма на Министерството, владата има распределено и одредени површини над 10 хектари на сериозни компании, домашни и странски, од еден единствен интерес, заради тоа што преку вложениот капитал во македонското земјоделство треба да се дојде до побрз трансфер на земјоделските технологии, до пренесување на искуствата од високо развиените земјоделски земји, примена на најновите агротехнички пракси, изградба на преработувачки и производни капацитети и создавање на услови за отварање на нови работни места токму во земјоделскиот сектор. Со новите предложени законски измени се овозможува максимална транспарентност на постапката при доделување на државното земјоделско земјиште под закуп, но се предвидуваат и дополнителни услови при учеството на јавниот оглас да бидат подмирени сите обврски кон државата за исплатен данок, за исплатени придоноси, како од физички, така и од правни лица, за кои што заменикот министер доволно долго зборуваше и мощно прецизно ги објасни. Јас исто така би напоменал дека по законските акти, врзостова кои што произлегуваат врзостова на овие законски измени, треба да се донесат во рок од 90 дена, што е една сериозна обврска и дополнителен мотив за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, сите предвидени активности да се завршат во еден релативно краток временски период. Да напоменам и тоа дека земјоделството во Република Македонија во изминатите години, што за оваа сложена стопанска гранка е релативно краток временски период, бележи позитивна трансформација и се развива со крупни чекори. Повеќе не представува периферна дејност, пред се од социјален аспект, туку е сериозна доходовна дејност која бара и сериозен однос од сите субјекти кои се вклучени во обработувањето на земјоделското земјиште, во производството на земјоделските производи, во пласманот и преработката и конечно во извозот на македонските земјоделски производи и преработки на странските пазари, оттаму и заострувањето на критериумите при аплицирањето и воведувањето на електронското надавање, заради тоа што сакаме успешни, здрави и професионални компании да бидат присутни во македонското земјоделство. Доколку се има во предвид и проширувањето на земјоделската површина, која што се обработува, зголемувањето на вкупното земјоделско производство, минатата година 720 милиони евра тежеше производството на македонските земјоделски производи, зголемувањето на извозот на земјоделски производи во изминатите 8 години, 504 милиони евра кој што тежеше извозот на македонските земјоделски производи во 2013, за споредба во 2006 година беше 242 милиони евра, и не само на европскиот пазар, туку на пазарите во држави кои што бележат зголемување на куповната моќ и поголема абсорбција за македонските производи. Во склоп исто така на новата национална програма се имплементирани и овие законски измени, дополнително на тоа сите потршки кои што Министерството, односно владата, ги дава во осовременување на земјоделската механизација, во примената на добрата земјоделска пракса, добрата хигиенска пракса, примената на добрите агроекономски пракси и така натаму, сето тоа оди во прилог на зголемување на обработувањето на земјоделското земјиште, но и зголемување на професионалноста во обработката и зголемување на приходот по единица површина и вкупното производство на земјоделски производи, зашто ни се потребни сериозни компании кои што преку сопствениот вложен капитал ќе бидат мощни заинтересирани да ги остварат целите кои што ги има зацртано владата за интерес прво на покривање на сите потреби на домашниот пазар, а во исто време и за извоз на македонските земјоделски производи. Доколку земјоделството навистина представува трет сектор во државата после индустријата и услугите со својот потенцијал за релативно краток период, преку овие законски измени, преку принципиелно применување на законот, преку праведност и правичност во распределбата на земјоделското земјиште, токму на оние компании или физички лица кои што се заинтересирани преку вложениот капитал да ги остварат сите овие работи, верувам дека ќе имаме голема корист. Од тие причини јас сестрпно го поддржувам овој закон.